Се враќаме назад во живо од студиото и случувањата од светот и од регионот. Со нас е колегата Дејан Андоновиќ. Дејан, здраво. Здраво. Радован Караџич, поет, психијатар, лекар, Лидер на босански срби во ранешен. Председател на Република Српска. Човекот се жалеше дека 40 години затвор се многу, па сега доби доживотна затворска казна. Да, токму така веста на денот ми се чини дека во светски размери е потврдувањето на второстепената пресуда во Хашкиот суд за поранешниот лидер на босанските срби и председател на Република Српска Радован Караџич, кој денеска, односно пред половина час, ја доби таа казна наречена доживотен затвор. 2016 година првостепениот суд го осуди на 40 години, но неговата одбрана се жалеше на таа казна, сметајќи дека е преголема. Беше осуден на 10 точки од 11 Да, обвиненија. и му беше само една точка отфрлена, односно прифатена од неговата одбрана, а тоа геноцид на несрпско население во 7 општини. Но му остана онаа клучна, ми се чини, и најголемо обвинение, тоа е Сребреница и оној тогашен масакр врз муслиманското или несрпското население, каде што според извештаите и според потврдите некаде околу 8.000 муслимани се масакрирани. Меѓу кои момци, млади момци. Да, и покрај тоа што подоцна излегува некои информации дека можеби тоа не се цивили, него дека се загинати босански војници кои биле преоблечени, поставени, па е тој случај наместен. Но сепак, овој судски процес траеше долги години. Радован Караџич се криеше од 1996-7 година. Да, 10 години беше беше пронајден во Белград 2008 година, од кога испорачан во Хаг и од кога траеше овој судски процес. Во секој случај, пресудата на Караџич треба да биде прекретница во помирувањето и во односите во Босна и Херцеговина меѓу србите, муслиманите и хрватите. Ќе видиме, бидејќи, како што реков и самиот пред половина час изречена оваа пресуда, иако не е изненадување, сепак е пресуда, веста е таа, ќе видиме кои ќе бидат реакциите. Уште од утринава имаше мали инциденти кога голем број на демонстранти, на роднините на масакрираните лица од Босна и Херцеговина. Здружение наречено Мајките од Србија. Излегува и протестира пред Хашкиот суд, барајќи буквално линч за Радован Караџич, што до некаде и се случи, бидејќи нели доживотна затворска казна за 73 годишниот Радован Караџич е доживотен затвор. Спомена не е за изненадување. Па не е за изненадување, бидејќи он е еден од последните живи политичари кои беа вмешани. И фактички на ваков начин би се заокружила цела ова, можеби правосудна. Па да видиме уште како ќе искочи со генерал Младич во секој случај. Они се последните од оваа група на политичари. Ќе потсетам дека ниту Милошевиќ е жив, ниту Туџман е жив, ниту Изетбеговиќ е жив. Голем број од тогашните босански политичари веќе не се живи. Меѓутоа, они двајца останаа, беа најмногу обвинети, затоа и беа во бегство толку години. Ми се чини дека со оваа пресуда би требало да дојде нели до некој смирување на страсти. Сега ќе повторам, ќе се смират страстите и емоциите кај тие што ќе почувствуваат дека правдата е дојдена, меѓутоа не знаеме како ќе реагираат овие другата страна која обвинуваше сите овие години дека Младич е жртва на една завера против србите и особено радикалите на Шешелј. Па не само радикалите на Шешелј, мислам дека и го видовме председателот на актуелниот председател на Босна Милорад Додик и цела Република Српска веќе предупредуваа дека се работи за завера и дека Радован Караџич е невин, но дека нели. Но сега што останува уште? Останува просторот, повторно ќе кажам, позитивната работа е оваа пресуда да биде прекретница во помирувањето меѓу луѓето таму, особено босанците и муслиманите и србите, но и унапредување. Од друга страна има една лоша, би рекол, сенка, бидејќи ако се земе во предвид дека Република Српска и тој и Радован Караџич во тоа време ја добија таа своја идентитет и независност, сега па може да се отвори дека можеби велам, непријателите на Република Српска ќе наречат Република Српска производ на геноцид, бидејќи ако главните актери се на некој начин осудени за геноцид, онда државата е геноцидна. Ке видиме, затоа велам, во секој случај ова е финалето на оној распад на пост СФРЈ,
Ке подсетам дека и проблемот со нашето име, косовското прашање, сега и овие воени злосторства кои полека влегуваат во финална фаза, треба да го заокружи тој мрачен, би рекол, дел на Балканот. Андоновиќ, кога сме кај Србите, има уште една актуелна тема, нели, периодов наназад. Оно што е повторно, земајќи ги предвид случувањата од Белград, со протестите, малку се смири, како што и нашата екипа изминативе денови известуваше од Српската престолнина, меѓутоа и денеска гледаме опозиционерите, односно Сојузот на Србите, повторно во Гродска, нели, општината во Белград, така, протестираат таму, бара оставка од председателот на општината, кој е од Српската напредна партија на Вучич. Па должен сме да кажеме дека ако до вчера тоа беше главна тема, дека таа не е стивна, опозициониот сојуз ги намали, односно ги прекина протестите низ улиците на Белград. Да, само за викенд, нели? Најавија дека во сабота ќе имаат големи протести повторно и повторно ќе се обидат да влезат во РТС, во Српската радио телевизија и повторно ќе одат пред претседателството да го блокираат Вучич. Најавуваат за 13 април огромен митинг, кога сите тие што не мислат како Вучич, како што самите велат, ќе излезат и ќе протестираат. Денеска ми се чини дека ништо помалку тензично не беше, имено околу белградските општини како што е Гродска и некои други општини кои се во близина на Суботица, овие опозиционери протестираат барајќи нивна оставка, бидејќи тамошните градоначалници или председатели на советот кои се од партијата на Вучич имаат се обвинети, еден од нив е обвинет за сексуален мобинг, да кажеме. Овој од Гродска е обвинет за зимање на противправно, нели, финансиски средства во своја корист, но она што беше опасно утринава и што можем да го видиме е контрапротестите кои ги направи Српската напредна странка на Вучич, кои буквално во еден момент двете страни на демонстрантите, опозицијата и овие поддржувачите на Вучич се доближија, за малку ќе дојдеше до физичка пресметка и линч, а особено што опозиционерите предводени од Бошко Обрадовиќ и Борко Стефановиќ, значи еден десничар и еден левичар, го обвинија Вучич дека нема полиција и дека буквално тие протести поминаа без присуство на полиција, што укажува само дека, како што обвинуваат опозиционерите, Вучич сака да предизвика граѓанска војна за да ја спаси својата власт. Тие денеска отидоа и најавија дека за попладне дека ќе протестираат и пред Пинк телевизија, седиштето на Пинк. Тоа ќе биде за попладне, ќе ги следиме состојбите, ќе видиме. Во секој случај има една тензија, огромна е подигната за викендов, таа ја одржуваат сега со овие протести и се најавуваат за викенд огромни демонстрации и протести во Белград. Ќе видиме како ќе заврши тоа. Она што е опасно, повторно ќе кажам, дека двете страни биле една до друга немало полиција. Да, пред крај Обрадовиќ во апропо ова што сега го спомена, во својата изјава вели дека Србија очекува турбулентни времиња. Треба ли да се чита и измеѓу редови во овие изјави, можеби некакви планови да има српската опозиција? Србија чека турбулентни денови пред се поради решавањето на статусот на Косово. Исто така и оваа вест со Радован Караџич, не може Србија да биде имуна на тоа. Сепак се работи за еден босански србин кој имаше блиски релации со Белград. Ќе видиме дали денеска актуелната власт во Белград ќе поздрави можеби оваа, што лично не верувам, оваа пресуда, или можеби да, но ајде да чекаме и да видиме. Србија ја чека турбулентен период, ја чекат предвремени избори доколку опозицијата се обиде да издействува такво нешто. Решавање на косовското прашање, мора да признаеме дека тоа трае од 80-тите години на минатиот век, уште од онаа СФР Југославија, па тоа Косово беше причина и за бомбардирањето на НАТО, и за војни, исто како Босна. Србија е вмешана и во Босна и во Косово и оттаму сите последици ќе ги влијаат токму врз власта во Белград. Која и да. За крај имаме време само за уште една кратка тема, краток коментар како се развива ситуацијата со Брекзит. Првата дама, би рекол, на Велика Британија напиша писмо до Доналд Туск и Европскиот совет во кое што бараат одлагање на Брекзитот од 29 март за 30 јуни, што е само 3 месеци, што пак се чини дека на некој начин ниту на 30 јуни нешто ќе се реши.
Ќе видиме дали ќе се реши. Тереза Меј продолжува со своето ветување. Јас многу пати тоа го зборував. Тереза Меј и самата лично можеби е против Брекзитот, но бидејќи се нафати да го спроведе, таа оди до крај. А притисоци од 3 страни? Има притисоци од сите страни, можеби самата од себе, па оттаму е малци парадоксален овој цел Брекзит. Што да кажеме, дека до 30 јуни бараа, во меѓувреме ќе се обиде повторно својот план да го изнесе пред пратениците во британскиот парламент, кој иако го отфрлаат, таа е должна повторно да го изнесе. Повторно ќе кажам, ми се чини дека и таму се закануваат предвремени избори и пак ќе повторам исто така дека доколку дојде опозицијата на Корбин на власт, значи лабористите, тие веќе најави можеби и тоа решението. Тие да дојдат на власт бидејќи најавија дека ќе го отфрлат целосно да имаат Брекзит. причина, така? Да, врие во целиот свет, но тука сме за најновите анализи секој ден во отвореното студио 1. Почитувани, за кратко следуваат вестите на 1 ТВ. Останете со нас. Од Иги Поп до Gypsy Kings, од Јужна Америка до Азија. Музичката енциклопедија Горан Бреговиќ, гостин во студиото на 1 ТВ. За културите кои ги абсорбирал и музиката која ја создал преку нив. За негувањето на балканскиот фолклор